овој 4 мај 2025 година е многу поинаков од сите други празници, денови, кога говориме за великанот Гоце Делчев. Заради тоа што денес болката ни е поинаква, денес болката ни е поболна и од најболната за која што како народ знаевме. Ке ми простите денес, меѓутоа морав и одбрав да зборувам на годишнината на твојата годишнина, учителу, и да можам да ти кажам во моје име, меѓутоа и во името на мојот народ, дека колективно како народ се поместивме во времето назад. Во времето на нашиот првобитен пат и буквално имам чувство дека станавме отпадници од самите себе. Денес, учителу, сакам да ти зборувам за една младост која, како и ти, имаше и своја борба и свој сон. Но за жал, во 16-тиот ден на Цутар, до темел изгоре еден надежен свет, гранките ни останаа оголени, обесчедени од една страшна, скоро митски незапирлива сила, ги попари. Попари една младост и ги попари пупките и младите ластари на една се уште нерасцутена пролет. Знаеш, учителу, чедата родени со звезда на челото и месечина на градите имаа две мајки. Едната што ги родила, како султана твоја, и другата што ги зема в преградка да ги чува најблиску до срцето. Е, таа Македонија се вика. Учителу, сонцето го знае својот залез, а мајчиното срце пак останува да копне само по едно единствено изгреј сонце на надеж. Оти од пепелта одново ќе се изроди новиот живот. И сега, како да се најде збор за да се утеши мајчиното распарчено срце или да се окуражи несрекниот татко кој лунзајки по мракот си го бара чедото. И иста е судбината, учителу, и по повеќе од 100 години. На едната страна нови султана и Никола, нови пресни гробови, хумки подигнати од скрб, а на другата страна нов плевел за чистење, но со корен длабок педи и педи удолу. Та нели злото неделиво беше? Та нели градевме стерни со бубак и со камења за да додржат и да не однесат како народ? И еве сме, тука, пред огништето, пред домата ни во која меѓу камените ѕидови се уште стојат нераскажаните приказни за една земја која од секогаш била гробница на својата надежна младост. И глеј каков парадокс, Македонијо. Ти нееднаш си била пеплосана од тага, од и оние кои што требале да те водат, колнејки се во твоите зборови, Гоце, колнејки се во камата и револверот, тие те обесчестуваат. Тие ти обесчестуваат честа твоја и утробата твоја. И каква е таа љубов сочинета од зборови без смисла на крајот? Каква е таа клетва во камата и во револверот изговорена од устите баш на силувачите? И каква е таа дрскост да се биде надмен над мајката татковина, а да се биде толку тажно ништожен на крајот? Не. Тоа, македонецу, не е ниту љубов, тоа не е ниту верност, ниту светост. Тоа е се што не беше ти, учителу. И часум нека замолкнат сите ваши усти, нека замолкнат за навек. Оти денес човекот страда од раката на боговите што само овде на земјата ги создаде. Оние богови пред кои така тажно коленичи, чии стапала ги бакнува, лази по земи, богови чии ореоли ги брише за да блескаат со лажна светлина,
што ги заслепува неговите очи, тоа се боговите за жал од македонскиот политички пантеон. Знаеше ти, учитело, ти доаѓа виден ден. Доаѓа ден кога празните страници на историјата ќе треба да се пополнат. Ќе се изнапишат и новите, а таму децата и внуците на закметените водачи на овој напатен народ ќе го прочитаат нивното име и ќе знаат дека некогаш нивната алчна рака на поминување ја скршила младата гранка со првите пролетни цутови. И часум, како во приказните, настанала голема глад, ама не по храна, глад по љубов, за очите и прегратките на саканите ни што ни се измолкнале како искри низ прстите, а ние не сме можеле да ги спасиме. Слободата беше твојот идеал, Гоце. Слободата која не значи само ослободување од окупаторската чизма, туку слободата со сите нејзини прекрасни лица. Слобода е, почитувани, кога одбиваш да бидеш соучесник во сеење зло, во ограбување на твојата татковина. Слобода е кога можеш гласно да кажеш не, кога мислиш поразлично од другиот. Слобода е да бараш и да добиеш почит пред се како човек. Слобода е да сакам да бидам човек и тогаш кога ќе ми се насмеат и ќе ми кажат дека од тоа не се живее. Слободата е во различноста, почитувани. Да бидеш поинако во сопствената борба, да не се претопиш во сивата маса, во сивата безлична маса на едноумни следбеници на само кронисаните водачи. Твојата борба, учителу, не беше борба само за освестување на твојот народ. Ти велеше дека твојата борба е борба да се разбие робскиот дух. А тој робски дух не напуштил ниту по повеќе од еден век од твоето заминување. Да се прашаме, почитувани, кому ние денес робуваме? И по што се разликува тогашното робство од нашето сегашно робство? Историјата, учителу, таа наша македонска постојбина, вели дека оној што покажал со прст кон тебе, оној што ти нацртал мета на градите, бил твојот брат. Македонецот до тебе, брат и по крв и по судбина. Оној кој со прст покажува и денес кон нас стои токму до нас. Токму тој ни го покажува патот до Голгота, притоа го постила со гранки и со цутови, а зад грб ни го плете бодликавиот венец со кој треба да не крунисаат. Но предавникот, учителу, заборавил или не знае, оти лагата и предавството се како ситни зрна на песочен гроб, кој што, кога ветрот тихум ќе ги разнесе, ќе останат само голите коски, голата вистина од која секој кој ќе помине ќе се згрози и ќе ја сврти главата згрозен од сликата на соочувањето со сопственото распаѓање. Ама и ќе си плукне во пазувата со надеж дека таквата судбина него ќе го одмине. Но нема да го одмине. Напротив, ќе го однесе како никогаш да не бил. Денес, Гоце, кога би можеле, до секоја порта граница би исцртале, би се оградиле со зидишта, да не видат дур заортачени со злобата смислуваме заговори за нашите пријатели. Таму, зад кулисите се подготвуваме да ја одиграме нашата животна улога на алчни, лукративни, лицемерни тартифи. Патриоти со еполети од лажни идеали, со грижа само за сопствениот джеп и стомак. Знаеше ти, учителу, дека твојата Македонија во мрачните сокаци храни и глодари, кои што немилосредно го глодаат невиното тело на твојата мајковина. Таквите со децении овој народ ги крунисува во водачи, на земјата оградена со опасти и лесно запаливи материјали, земја на заклучени со катанци врати и прозорци со решетки. Не седише, а кога се вдишува, се умира.
И каква е таа судбина? Исплаќаме ли наследен прародителски грев? Безветрие ни е во умот и во душите. Загушливо утро, во пламен ноки, а денот за кој сонуваше ти, учителу, ќе дојде ли, ќе се раздени ли? Се прашуваме и после 100 години од твоето заминување. Оти светлината е, учителу, да, еднаков за сите, а само во мракот душите се осамуваат, секоја барајќи го своето сокровиште. Таква е твојата непрежалена Македонија денес. Земјата која не може да ни ги засолни, да ни ги доварди децата ни од наездата на вечно гладните. Земјата која што истите тие ја претворија во одмаздолюбива Медеја, која се храни од крвта и коските на сопствените деца. А таа пак, замислете ја, снеможена, капната, нема сили да се крене. И единствено ја останува безпоговорно и многу нежно мајчински да ги земе, да ги положи во својата утроба, да ги чува за еден ден да може одново да ги роди и да му ги подари на светот, но не на овој, да му ги подари на небото. Таму горе нека бидат звезди во вечен кипнеш, нека бидат вечна светлина и нека ги ослепуваат очите на оние кои ќе молат за спокој, но никогаш нема да го најдат. На крајот, учителу, те оставам да почиваш во преграб со твојата страдална мајка, онаа чија што безгранична љубов не можеше да те спаси, да те сочува од острицата на твојот ближен. Онаа која и денес молкум ја бакнува земјата во баница, онаа на чии усни уште стојат трагите од невино пролеаната крв. И јас, и сите ние денес си заминуваме со тежина од заробената воздишка под левата града. Со збор зарипнат во грлото, со немир што не раскостува до најдробната коска. Заминувам со тага, оти не можам да ти ветам дека ќе те довардам, мајковино. Оти оваа пролети изгоре и се пеплоса до неповрат. Одам, учителу, одам да си го прегрнам чедото и да го успијам со молитва кон Севишниот да не прегрне сите, за одново да се изродиме како народ. Ке речете, почитувани, на крајот дека ова боли, да, боли навистина многу. И ќе боли седур нашите кревки и изнежнети раце не посегнат и не го очистат плевелот од житото, не го искорнат од корен злото, па макар на крајот и крвареле. А на трпезата, на таквите, место вино, ќе им послужиме оцет и жолчка, за да сетат како се умира на Голгота. Слава ти, учителу!